Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте на часот по македонски јазик во второ оделение. Јас сум наставник Анита Николовска од Општинското основно училиште Толи Зордом Искуманово, подрачно училиште во село Режановци. На денешниот час ќе продолжиме со анализата на текстот Врне снег од Стојан Тарапуза. Кои ќе ни бидат целите на овој час? Да ги прошириме стекнатите знаења за содржината на текстот Врне снег, да откриеме и воочиме описи на слики поврзани со содржината на текстот, да определиме настан, време, место на настанот и ликови, да ја откриеме пораката од текстот и настанот да го поврземе со нашето секојдневие. И за овој час ќе ни бидат потребни учебникот по македонски јазик на страна 82, училишна тетрадка по македонски јазик и прибор за пишување. За содржината на текстот ќе се потсетиме преку оваа табела составена од 3 колони. Во првата колона ќе пишуваме што мислиме дека знаеме од текстот Врне снег, во втората што сакаме да научиме на овој час и во третата што научивме на овој час. Што мислиме дека знаеме? Настанот во текстот се случува во зима. Авторот Стојан Тарапуза во текстот Врне снег раскажува за зимата, детските игри на снег и гладните птици. За да биде текстот попријатен за слушање, авторот употребил зборови кои се согласуваат по звучност, односно употребил рима. Што сакаме да научиме на овој час? Каде се случил настанот? Кои се ликовите во текстот? Да нацртаме зимски слики за содржината на текстот. За секоја замислена слика да напишеме по една реченица и да ја определиме пораката на текстот. Колоната што научивме ја пополните по завршување на часот и истата можете да ја прочитате на вашиот наставник. Ќе започнеме со една игра наречена насочена фантазија. Следете ги внимателно упатствата на играта. Затемнете ги светлата во вашата просторија и поставете знак на кој ќе пишува. Не вознемирувај. Ставете ја главата на масата, затворете ги очите и замислете си дека и вие сте дел од приказната. Внимателно слушајте го моето читање и обидете се во мислите да си представите слики што одговараат на содржината на текстот. За нив ќе ви помогнат поузите при моето читање. Обидете се да запомните повеќе детали, за да ги насликате подобро сликите. Откако ќе го прочитам текстот, стопирајте го видеото, за да запишете по една кратка реченица за секоја замислена слика. Да почнеме. Врне снег. Врне снег, врне снег. Под снегулка е секој брег, секоја нива, секој рид, секој покрив и ограден зид. Под снегулки е секој пат и на гранките голиот врат. Од нив ветрот прави валма и секој врв е со бела чалма. Врне снег, смејте се, деца, ко памук е мек. Земете скии, сковете санки, прегнете нозе, стегнете дланки и со нив така коасови, јурете секаде со часови.
На тоа вие имате право. Снегот е бел дар. Речете му. Здраво. Речете му гласно и уште нешто. И во желбите ваши направете му место. Тоа е рожба на зимата мајка. Ке ви ја раскаже неговата бајка. Ке ви ги каже своите песни и своите басни и гатанки лесни. Врне снег, за птиците храна ни за лек. Тоа е тажно, но што да се прави? Вие сте деца со резоне здрави. Направете им ајде куќички од дрво. Наполнете ги добро со храна до врвот. И со најлон врвци во дланките прицврстете ги добро за гранките. И оставете ги отворени да стојат гладните птици со поглед да ги бојат. За нив тие се птичи ресторани во кои се гостат со највкусни храни. Врне снег, земјата е под покривач мек. Се надевам дека успешно во вашите мисли нацртавте слики што одговараат на содржината на текстот и дека успеавте да напишете по една реченица за секоја слика. Сега повторно ќе го читам истиот текст, меѓутоа по делови и ќе ги споредуваме соодветните слики со дадените реченици. Врне снег. Врне снег. Од снегулка е секој брег. Секоја нива, секој рид, секој покрив и ограден зид. Под снегулки е секој пат и на гранките голиот врат. Од нив ветрот прави валма и секој врв е со бела чалма. Тоа е текстот. Еве една прекрасна зимска слика и кратка реченица, опис на природата во зима. Врне снег, смејте се деца, ко памук е мек. Земете скии, сковете санки, впрегнете нозе, стегнете дланки и со нив така, ко асови, јурете секаде со часови. Еве е сликата што одговара на текстот. Детската игра на снег или повик за игра на снег. Третиот дел. На тоа вие имате право. Снегот е бел дар, речете му здраво. Речете му гласно и уште нешто. И во желбите ваши направете му место. Тоа е рожба на зимата, мајка. Ке ви ја раскаже неговата бајка. Ке ви ги каже своите песни и своите басни и гатанки лесни. Слика. Дечиња кај разговараат со снегот, замислен разговор, и ја слушаат бајката на снегот. И последниот дел. Врне снег, за птиците храна ни за лек. Тоа е тажно, но што да се прави? Вие сте деца со резоне здрави. Направете им ајде куќички од дрво, наполнете ги добро со храна до врвот и со најлон врвци во дланките, прицврстете ги добро за гранките и оставете ги отворени да стојат гладните птици со поглед да ги бојат. За нив тие се птичи ресторани, во кои се гостат со највкусни храни. Врне снег, земјата е под покривач мек. И во овој дел се зборува за куќички од дрво, поставени за храна и за солниште на птиците.
Можеби веќе некој од вас има направено кутичка за птици. И реченица што одговара на цртежот: грижа за гладните птици. И време е да напишеме што разбравме од текстот Врне снег. Во вашите училишни тетрадки напишете го насловот на текстот Врне снег од авторот Стојан Тарапуза. Ако внимателно слушавме, ќе го разбереме текстот и ќе можеме да одговориме на дадените задачи. Напиши го зборот што го опишува главниот настан од текстот. Така. Тоа е снег. Напиши го зборот што го определува времето кога се случил настанот. Зима. Напиши го зборот што го определува местото каде се случил настанот. Рид. Ликови што се среќаваат во текстот се раскажувачот, односно авторот на текстот и децата. Но тука се сретнуваат и животни, а тоа се гладните птици. За самостојна работа имате да напишете што ве развесели, а што ве натажи во овој текст, односно да наведете некои од чувствата што ги почувствувавте додека го слушавте текстот. Вашите впечатоци од текстот. Истите ќе ги прочитате на вашиот наставник. И да ја откриеме пораката од текстот. Зимата е радост на децата. И на крај да дадеме домашна задача. За наредниот час по македонски јазик размисли за една твоја омилена случка на снег која устно ќе ја раскажеш на твоите другарчиња. И со вашиот наставник обидете се да направите кутичка за птици. Тука завршуваме со нашето дружење и се надевам дека свативте содржината на текстот. Благодарам на вниманието и се гледаме до наредниот час.